1,2 милиони евра со измена и дополнување на општинскиот буџет ќе бидат наменети за 6 клучни проекти за Штип. Првиот капитален проект кој што е предвиден и со кој што општина Штип аплицираше е продолжување на булеварот Гоце Делчев на излезот од зајавноста познатиот кружен тек кај Лукойл во должина од 1,6 километри. Вториот проект кој што сакам да го елаборирам е реставрација на тврдината Исар. Штип секогаш се ословува како градот под Исарот и Исарот е наш заштитен белег, но досега никој не смогнал сили да направи нешто за тврдината Исар. Еве преку проширувањето на буџетот се планираат средства за реставрација, конзервација на тврдината Исар со изградба на 3 куполи на самата тврдина. Трет проект согласно проширувањето е изградба на скада систем на водоводната мрежа. Во изминатите години работевме на промена на водоводната мрежа. Неколку пати досега сме потенцирале дека повеќе од 10 километри примарна и секундарна водоводна мрежа заменивме во изминатите 3,5 години. Со скада системот ќе се анулираат загубите и кражбата на вода, посочи Јорданов. На листата се уште 3 капитални проекти, како реализација на паркот кај бањата Кежовица на површина од 18.000 метри квадратни, потем нова сообраќајница во близина на клиничката болница, како и изградба на кружен тек на булеварот Партизанска кај зградата на Евана. Ова се 6 капитални проекти кои што се предвидени да бидат финансирани и реализирани преку овој ребаланс на буџетот. По усвојувањето на овој ребаланс ќе се пристапи кон распишување на јавна набавка, избор на најсоодветен, најевтин понудувач и некаде во месец септември, кон крајот на месец септември, се очекува да започнат градежните активности на сите 6 позиции кои што се предвидени преку ребалансот, а со тоа и реализација на овие капитални проекти. Стартот на нивната реализација се очекува кон крајот на септември годинава.